Добар ден, прво издание на Дневникот во првиот понеделник годинава. Еве кои настани го одбележаа 4 јануари. Македонија пат успешно се справи со првиот снег на истокот. Старица премрзна до смрт во Делчевско. Стапија на сила законските измени со кои околу 400 земјоделци ќе имаат можност да го користат правото на пензија. Филмски грабеж се случи во сред бел ден во Кочани. Со закана со пиштол, ограбена е златарница во Кочани. Полицијата трага по сторителот. Јавното претпријатие Македонија пат успешно се справува со обилните снежни врнежи во источниот регион и покрај застарената механизација. Регионалната и магистрална патна мрежа на истокот е во состојба за нормално одвивање на сообраќајот. Падна првиот снег оваа година. Крајниот исток е со дебела снежна покривка. Вчера во вечерните часови сообраќајот во овој регион, главно кон граничните премини со Бугарија, беше отежнат. Посебно беше проблематично движењето на тешките товарни возила. Несовесните учесници во сообраќајот, претежно на тешки товарни возила, Делчево граница, имаме проблеми со несоодветна зимска опрема. Значи таму во соработки со полицијата не се пропуштат возила кои што немаат зимска опрема, бидејќи и самите ни прават препрека на сообраќајот на патиштата, бидејќи еден шлепер да се попричи на патот, не можеме нити ние да интервенираме, ниту да се одвива сообраќајот. Од тие причини апелираме, значи употреба на зимска опрема, претежно на успоните, тоест во овој момент имаше синак, имавме проблеми со граница, значи Делчево граница, али во соработка со полицијата тие возила се отстрани и безпрекорно се одвива сообраќајот. Може сега да се појават и одрони низ кујцурите, Кочани, Делчево, Виница, Берово, така и исто така испрема Радовиш, познатото Пилав Тете, кое секоја вечер го посечуваме од причина што се ствара слана и мора да се, бидејќи паѓате и температурите многу ниско и доаѓа до приклучување. Таму имаме и сообраќајна сигнализација, ограничување на брзина, али тоа многу слабо се користи. И затоа апелирам до сите учесници во сообраќајот да ја почитуваат хоризонталната и вертикалната сигнализација. Екипите на Македонија пат информираат дека сите патни правци се чисти и проодни и покрај старата и амортизирана механизација, проблем кој се провлекува со години. Проблеми има, макар што имаме стара механизација, успешно се справуваме со проблемите и сега за сега секаде е под контрола, макар што во пониските делови имаме помалку снег, додека на повисоките делови имаме и повеќе снег. Така, значи, независно дали има или нема, ниските температури си го направија своето, има поледување и затоа се опасачуваат осојните места, мостовите, а поточно оние места кај што се најнормално изавеани со снег. Спремни, имаме ангажирано и додатна механизација од трети лица. Сол има во доволна количина, како и ригла. Сукцесивно ќе се надокнадуваат потрошените количини на ригла и со сол, значи сега за сега немаме некои поголеми проблеми. Инаку лизгавиот коловоз предизвика и сообраќајна несреќа во која со тешки повреди се здобија 2 лица. Настанот се случи вчера рано наутро на магистралниот пат Берово-Струмица на местото викано Аврамски колиби. Екипите на Македонија пат се постојано на терен и на патот кон спортско-рекреативниот центар Кочани Пониква. Снегот не предизвика поголеми проблеми на крајниот исток. На снежната покривка најмногу му се израдуваат децата. Снежна белина ги покри општините од крајниот исток. Снежни тротоари и улици затекнаа утрово граѓаните. Во Делчево надлежните служби за чистење на општинските улици утрово започнаа со чистење на улиците по приоритет.
Општина Делчево има склучено договор за јавна набавка на услуги зимско одржување на општинските патишта и улици на подрачјето на општина Делчево со предпријатието СД Транс од село Звегор Делчево. Значи моментално на терен се интервенира на улиците од прв приоритет, а потоа ќе се пристапи кон улиците од втор приоритет на подрачјето на градот Делчево. Интервенцијата се врши со сол и со песок. Зависно од временските услови ќе продолжи да се интервенира и понатаму согласно планот за зимско одржување на општинските патишта и улици во општината. Исто така да искористиме оваа прилика да апелираме до сите возачи да се придржуваат кон временските услови на патот и да ја приспособат својата брзина на движење кон истите. Јавното предпријатие Брегалница, надлежни за јавните површини и тротоари, велат дека нивни екипи од утрово ги чистат влезовите на јавните институции, предздравствениот дом, судот, полицијата и училиштата. Значи, најпрвен да искористиме приликата да им пожеламе среќни празници на граѓаните на општина Делчево и на останатите граѓани. Проблемот околу чистењето на снегот, кој не да речеме дека не изненади, ние долго време го очекуваме. Оваа година кај нас останува само јавни тротоари и јавни места. Екипите се пратени од 7 сато на Сабајле. Она што се вика покрај тротоари, покрај семафори, школи, локална самоуправа, суд и така. Граѓаните велат дека снегот во месец јануари не е изненадување. Тој е благодет за природата, но треба поредовно да се чистат улиците. Сега е убаво многу со снегово. Како се движите? Тешко? Тешко. Таму спаднахме многу тешко згоре од трети реон. Така да малку треба да се води ред, да се чисти. Фалеше ни снег, добро е што падна снег, за децата се радува. За старите баш не е толку добро, пошто се пазара, али може да дојде до скршеници од такова, ама инако е добро и за берекето. Треба убава, кога има снег, почисти воздухот, прочисти малку и треба малку повеќе улици да се очисти, няма. На првиот снег и годинава најмногу му се израдуваат дечињата. Многу е убаво. Што правиш ти еве сега? Се санкам. Друго што можеш да правиш на снег? Иду снежко, да правам снежни топки. Се радувате ли на снега? Да. Сега правиме дедоснежко од снегот и сакаме да бидеме многу големи, сакаме да не си оди зимат и да има секој снег. Во Делчево утрово снежната покривка изнесуваше од 5 до 10 сантиметри, додека во Берово снежната покривка достигна и до 15 сантиметри. За регионалните патни правци и селските патишта се погрижи јавното предпријатие Македонија пат, а нормално се одвиваше и движењето кон граничниот премин Делчево. Студот ја зема првата жртва оваа зима. Старица во Делчевско Чипала вчера утрото била пронајдена смрзната во својот двор. Првата жртва за оваа година од студеното време е 89 годишната старица Фима Ѓ од Делчевското село од Чипало. Починатата жена пред својот дом ја проношол незиниот син вчера во 6 часот изутрина. Лекарите констатирале премрзнување од 4 степен. На повеќе 194 излеговме на местото на настанот. Значи од наша страна беше констатирано премрзнување 4 степен, беше констатирано смрт од наша страна и знаци за насилство по телото не беа забележени. Случајот е пријавен во полициска станица Делчево. Пред непол месец беше регистриран првиот случај од студеното време, кога во Делчевското село Драмче како резултат од студ и глад почина 43 годишниот жител од ова село. Од почетокот на годинава стапија на сила законските решенија кои му овозможуваат на земјоделците во нивниот стаж да се смета и времето поминато во осигурување, според Законот за старосно осигурување на земјоделците, кој се применуваше во периодот од 1978 до 1988 година. Со ова се отвора законска можност за околу 400 индивидуални земјоделци во државата да го решат проблемот со недостиг на стаж и да го остварат правото на старосна пензија. Индивидуалните земјоделци ќе можат да остварат пензија со стажот навршен од 1978 до 1988 година, осигурани по популарниот закон за стално осигурување или со доплата на стаж. Од 1 јануари оваа година започнаа да се применуваат измените во Законот за пензиско и инвалидско и Законот за социјални придонеси, со цел и оваа група на луѓе да ја искористат можноста да се пензионираат со навршени 62 години за жени и 64 години за мажи.
Исто така, за реостварување право на пенсија, можно е да се тоа што не е регулирано после 1.1.89 година, значи ако не остасува стаж, неплатен стаж, а не може без тој стаж да отиде во пензија, можно е да изврши уплата на дел од тој неплатен стаж до исполнување на условот до 15 години. Значи, да се земе и делот на старото осигурување, и ако тој не е доволен, и тогаш што да се и доплати, година, 2, 3, во зависност од колку фали до 15 години, само во случај да овие лица на денот на стапувањето на сила на овој закон, 27.8. или пред тоа, биле евидентирани како индивидуални земјоделци според Законот за пенсиско и инвалидско осигурување, значи имале статус на индивидуални земјоделци и како такви имаат право да ги користат бенефитите од овие измени на Законот за пенсиско и инвалидско осигурување. Исто така, минатата година беа донесени два закони со кои им се овозможи на фирмите кои немаат платено придонеси за пензиско и здравствено осигурување на нивните вработени, тоа да го направа на 12 рати без камата. Втората измена се однесуваше лично на самите осигуреници, кои што имаа неплатен стаж во фирми и институции кои не постојат, се ликвидирани и избришани од регистарот. Тоа за пензија. И овој закон беше атрактивен за лицата, осигурениците кои што имаа старост или ќе наполнат за во близок период старосна граница 62 жена и 64 маж, а немаат 15 години стаж, оно што значи дека е оној минимум на стаж кој е потребен за остварување на тоа право. Беше атрактивен за овие лица го искористија тоа право, значи и во нареден период ќе го остварат правото на пенсија. Ваквата можност во Штип ја искористиле десетина физички лица, на кои им недостасувале неколку години стаж за да го остварат минимумот од 15 години. Председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски денеска најави зголемување за 5% на социјалната помош. Зголемувањето ќе биде со исплатата во јули 2016 година. До сега, откако ВМРО ДПМН е на власт, зголемувањето на социјалната помош е 62% и се зголемува секоја година постепено. Со исплатата во јули 2016 година зголемувањето ќе надмине над 65%, изјави премиерот Груевски. Да, како што и неодамна најавив, ќе има зголемување и оваа година на социјалната помош за 5%. Зголемувањето ќе биде со јулската исплатата во месец јули 2016 година. До сега, откако сме во владата, имаме околу 62% зголемување на социјалната помош, зголемувајќи ја секоја година постепено. Со ова зголемување сега што ќе биде од 5% со јулската исплата, зголемувањето ќе надмине над 65%. Општина Македонска Каменица им додели пакети за помош на ранливите категории граѓани. Традицијата на подршка на социјално загрозените семејства во оваа општина и годинава продолжи, со голема помош на рудникот Саса. Ваква пракса, најавуваат од општината, ќе продолжи во текот на целата година. Општина Македонска Каменица во соработка со рудникот Саса и годинава ја продолжи традицијата на подршка на социјално загрозените категории граѓани. Представници од рудникот Саса и градоначалникот на општината Дарко Митевски во духот на новогодишните и божикните празници доделија социјални пакети за ранливите категории граѓани. Еви ова година, како некоја традиција во последните неколку години, заедно со рудникот Саса спроведуваме низа на активности за подобрување на економската состојба на граѓаните. Ова го покажуваме и денес по повод престојните новогодишни божични празници, кога рудникот Саса во соработка со општина Македонска Каменица обезбедува социјални пакети за ранливите категории на граѓани, односно за самохрани мајки, за лицата кои што се приматели на социјална помош и оние кои што живеат во тешки економски услови. Денес го одбележивме тоа со една група и има дополнителни пакети кои што ќе бидат доставени во домовите на оваа категорија на граѓани. Имаме други пакети кои што се подготвуваат и за пензионерите, така да со разноразни активности ова соработка покажува дека се трудиме да ги подобриме условите за живење на граѓаните на општина Македонска Каменица. Инаку доделувањето на социјални пакети, како што најави градоначалникот Митевски, ќе продолжи во наредните неколку дена, а во оваа нова 2016 година најавени се и низа нови социјални програми за подобрување на животниот стандард на оваа категорија граѓани.
Филмски грабеж се случи денес во Кочани. Ограбена е златара Боно. Со закана со пиштол ограбувачот и се заканел на продавачката, а потоа и нанел неколку удари во пределот на главата. Полицијата трага по сторителот, за чија идентификација ќе помогнат надзорните камери. Филмски грабеж на златара се случи денеска во строгиот центар на Кочани. Непознат провалник влегол во златарскиот дуќан Боно, лоциран во шопинг центарот, извадил пиштол со кој се заканил на продавачката, при што и нанел неколку удари во пределот на главата, со цел да ја преплаши, па откако ја стуткал во ќоше, на брзина собрал колку што можел од изложениот златен накид и исчезнал во непознат правец. Откако останала сама, продавачката го пријавила грабежот во полициската станица во Кочани. Екипа извршила увид во златарата, а ја земала и поставената безбедносна камера за да утврди кој е провалникот. Во меѓувреме, поради шокот од заканата и видната вознемиреност, продавачката е пренесена во болницата во Кочани, каде ја укажана лекарска помош. Неофицијално дознавме дека провалникот најверојатно е од Кочани и дека действувал сам, но сето тоа се само претпоставки. Преостанува да се сочека епилогот од потрагата по него, бидејќи доколку биде откриен и фатен, полицијата ќе може да даде одговор на овие и други прашања поврзани со овој грабеж среде бел ден. Европа наскоро ќе се соочи со вистинско мигрантско цунами, изјави поранешниот чешки претседател Вацлав Клаус. Некои во Европа мислат дека мигрантскиот бран помина, но тој туку што почнува. Сега доаѓа вистинско цунами, рекол Клаус. Според неговите зборови, мигрантскиот бран не може да биде сопрен во центарот на Европа, така да тоа треба да се реши на надворешните граници. Клаус смета дека Чешка на крај ќе прифати систем на квоти за прераспределба на бегалци кој го предлага Европската комисија. Тие квоти сепак нема да ја решат мигрантската криза, наведува Клаус. 13 лица загинаа, уште 6 се повредени во неделата во северозападен Пакистан во експлозија на резервоар за газ во автобус кој пренесувал сватови. Автобусот кој бил во конвој возила со кои се превезувале гости на свадбена свеченост во округот Карак, скршнал од патот и паднал во провалја, што ја предизвикало експлозијата на резервоарот со природен газ. Меѓу 13 жртви, 5 се жени и 5 се деца. Експлозиите на природен автогаз се релативно чести во Пакистан, во приватните и во возилата на јавниот транспорт, при што често има повеќе жртви. Од 1 јануари 2016 година новата регулатива на Европската Унија налага 65% од кутијата со цигари да може да биде покриена со фотографии кои укажуваат на штетноста на пушењето, што остава помалку место за логото на компанијата. По изгубената судска битка, компаниите се принудени да го отстранат својот логотип од пакувањата, бидејќи се повеќе земји се вклучуваат во борба против пушењето. Многу тутунски икони исчезнуваат од полиците. Битката ја предводи Австралија, која пред 3 години воведе експлицитни предупредувања, како слика на бели дробови на починото лице, кое било долгогодишен конзумент на цигари. Државата тврди дека тој потек го намалил бројот на пушачите за 15%. Постоја докази дека здравствените предупредувања делуваат во смисла на одвраќање на младите луѓе од пушење цигари и помош на постарите да престанат да пушат. Текстуалните предупредувања се добри, но сликовните се поефикасни. Денес повеќето земји забранија телевизиски реклами за цигари и воведоа ригорозни медицински предупредувања. Општина Штип, градоначалникот Илчо Захариев и Брегалничката епархија на чело со митрополитот Иларион по трет пат го организираат традиционалниот турнир во мал фудбал, наречен Водици 2016. Нови традиционален турнир учество ќе земат 12 екипи и тоа во 2 групи, по 6 екипи, а ќе се игра по системот секој со секого. Првите надпревари се денес, а 12 екипи кои зедоа учество се сите од Штип и само една од регионот, односно екипата на Ел Тигра од Лозово. Финалните средби ќе се одиграат на празникот Водици. За овој турнир се предвидени символични награди. Ова е се во дневникот во 16:30. Се гледаме во 20 часот за кога подготвуваме свежи информации. Пријатно попладне.